Во 9 часот и 13 минути го реализираме и следниот разговор во утринската програма. Имено го сметаат за вродена биолошка способност, но е процес кој трае и се учи цел живот. Јазикот е нашето најголемо духовно-културно наследство, причина повеќе да го очуваме како нешто најсвето, зашто нашите предци во мошне тешки и неповолни историски околности се избориле за правото за употреба на својот јазик, како и докажување на неговата посебност. Македонскиот јазик денес е афирмиран во светот со својата јазична структура и богат лексички фонд. Еден од предците кој што даде значаен и непобитен придонес за македонскиот јазик и народ е токму Круме Кепески. Како аманет ја остави граматиката на македонскиот литературен јазик, со што ја разви свеста на македонецот за сопствениот литературен јазик, како и сопствената националност. Колку ние го почитуваме и го негуваме аманетот денес е тема на разговор со професор доктор Јованка Кепеска, инаку ќерка на Круме Кепески. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро ве најдов. Веднаш по стандардизирањето на македонскиот јазик на 26 јануари 1946 година излегува од печат првата македонска граматика, чиј автор е токму вашиот татко Круме Кепески. Најважната улога на граматиката на Кепески е, како што споменавте во најавата, да ја развива свеста на македонецот за сопствениот литературен јазик, а со тоа и за сопствената националност. Се чини ова е тема за која што особено се дискутира во последниот период. Да, и ние сега зборуваме за така наречените величенствени моменти од историјата на нашата култура и од историјата на македонскиот јазик. И морам одмah да кажам дека граматиката е резултат на автентична потреба на македонскиот народ, која била во обиди повеќе пати претходно навестена, делови некои и се објавени од граматичката област, но повеќе идеи останале згаснати поради познатите политички и верски околности. И ова идеја да се идентифицира македонскиот народ преку законитости за неговиот јазик е логична за сите народи, бидејќи, како што века Хегел, народот во еден момент создава состојба да може да подигне на ниво на законитости да проговори за својот јазик. Граматиката е за законитостите на македонскиот литературен јазик. И во таа смисла има постојано тлее идејата да се создаде граматика, мора да се напоменат повеќе кругови каде што таа идеја постоела и помеѓу интелектуалните средини на македонците во Белград 30-тите години, каде што видни од денешен агол македонски интелектуалци, какви што се покрај мојот татко и Крум Тошев, Љубен Лапе, Димче Мире, но исто така и интелектуалци од други сфери, инженери и така натаму, кои што расправале, дискутирале, не познавајќи ја книгата на Мисирков. Книгата на Мисирков ја познавале во литерарниот круг во Софија, каде што други наши интелектуалци членувале и биле свесни за оваа потреба и за начинот како треба да се реши, но во 30-тите години точно во Белград оваа група на интелектуалци расправале и доволно јасна им била определбата дека централните говори се најчисти во македонскиот јазик и дека тие треба да бидат основа за идниот македонски литературен јазик. И морам да кажам дека со ослободувањето и со одлуките на АСНОМ и во рефератот, например, на Чучков се искажува потребата за граматика. Рефератот одржан 44 година на АСНОМ, како што и кога
се донесол правописот, односно особено азбуката, се прогласила азбуката, веќе биле расчистени патиштата да се создаде граматиката, а морам да кажам дека мојот татко чувствувал за патриотски долг да ја направи, да ја создаде оваа граматика, самиот образуван филолошки и доволно македонски осознаен, далеку години наназад, морам да потврдам дека македонската национална свест не е со ослободувањето создадена, туку таја тлеела и долго време е постојано. Да. Пред некое време во вашата домашна архива, односно домашната архива на вашиот татко, пронаоѓате еден интересен текст напишан 1951 година, содржи информации кои што представувале основа за текст кој што требало да биде објавен во белградска политика. Во него се говори за азбуката, за правописот, но и првите книги на македонски литературен јазик. Што точно е офатено во овој текст и какво значење има впрочем за македонскиот јазик? Јас средував архивата и таа е многу значна. Од многу области постојат текстови и овој текст е дотолку, како да речам, индикативен или говори за тоа каква била издавачката дејност на македонски литературен јазик одма по ослободувањето. Значи, ние имаме на македонски јазик книги пред ослободувањето, но овој пат кои се тие изданија кои што се веќе историска вредност, апсолутно, кои што биле уште 45-та година објавени. Прва книга е Букварот. Тоа е кој што ексклузивно денес го носите во нашето студио. Тоа е буквар со читанка. Бидејќи, знаете, недостасувала литература на македонски јазик, букварот е 1945 година, го издава државното издавачко книгоиздателство. Морам да кажам дека граматиката е печатена во Нишката печатница. Печатница државното книгоиздателство создава дури 46 година. Така што има проблеми околу издавањето, околу коректноста во печатениот текст. Оти немало ни можност да се коригира и така натаму, но како и да е една голема ентузијастичка атмосфера, со радост се создава делата. Тоа е, можам да речам, дека политичката борба се продолжила на културен план и како една културна револуција која била ориентирана да се зголеми писменоста во Македонија, бидејќи само негде околу 360 интелектуалци, односно луѓе со високо образование, после ослободувањето биле во Македонија, биле користени, например, ученици од последната година на образованието во училиштата, а училиштата се расшириле низ цела Македонија. Првите училишта се на ослободената територија во Дебарца, меѓутоа со ослободувањето имало голема потреба од наставен кадар и целата македонска интелигенција се вклучила во тој возвишен ентузијастички период да придонесе. Слободата им значила многу и многу ги поттикнала, ги ослободила и во таа смисла мој татко вели дека азбуката била тој оној железен клjuč кој што го ослободил срцето на македонецот, го ослободил творештвото, така што големи значајни чекори се одвиваат во тој период и остануваат во нашата историја. Прво објавено дело од литературата, 45-та година се од народната литература, најдолгата приказка во македонскиот јазик за Силјан Штркот, која што е превземела од зборник на Цепенков и
Кузман Капидан, тоа е епска песма за големиот херој од почетокот на 19. век, кој што ги штител македонците, јако бил вазал на турците, и опеан е во Сердарот, кој што му донел златен венец на Прличков. 46 година е граматиката во јануари, објавен е и буквар за возрастни, значи се грижала, голема грижа. Да, било посветено внимание токму и на возрастните, и дефинитивно со голема жар и посветено се работело токму на поставување на темелите на македонскиот јазик преку азбуката, правописот, граматиката, но и овие први печатени книги кои што ги споменавте. Описменувањето, писменоста и јазикот се народот и нацијата, вели секако Кепески, ако најважната улога на првата граматика што ја развива свеста на македонецот за литературниот јазик, тогаш сигурно општествена и образовна одговорност е да го чуваме и напредуваме нашиот јазик. Го прави ли тоа образовниот процес денес, но и општеството? Видите, тој ентузијастички период е врзан за ослободувањето. Може би толку нема ерос. Би рекла, повеќе недостасува активност на так наречената борба против злоупотребата во литературниот јазик и, така да речам, активност за изградба, понатамошна практична изградба на јазикот. Има големи проблеми околу примената на литературниот јазик, иако на научно ниво секако дека има развој во македонистиката и продолжени се патиките кои што се некој пат зацртани. И сосема онако со конкретно на разговорот, професорот Круме Кепески, како еден од основоположниците на современиот македонски литературен јазик, се вбројува меѓу личностите кои што со своето дело оставаат печат во поновата македонска историја, односно во историјата на македонскиот народ. Какво место има Круме Кепески во македонската филологија и лингвистика со неговото пионерско научно дело, особено на полето на стандардизирање на македонскиот јазик? Незаобиколлива. Да, со голем труд, голем придонес, особено во практичната изградба на јазикот, илјадници решени терминолошки термини, во терминологијата решенија илјадни, големи јазични прашања разрешени, големо учество во дебатите, но и споредни некои активности околу идентитетот на македонецот, на македонските градови, хуморот особено, фудбалот исто така бил од голем интерес за него, така што тоа го покажува архивата и се надевам тоа е основа за понатамошно истражување и рекапитулација на тоа дело. Професор Кепеска, благодарам за одвоеното време и денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Годинава одбележуваме 76 години од првата македонска граматика и во оваа година можеме слободно да констатираме уште еднаш дека неспорен и огромен е придонесот кој што го има дадено Круме Кепески во развојот на македонскиот литературен јазик. Негувањето на односот токму кон јазикот и народното творештво е нешто за што треба да се залагаме секојдневно, бидејќи јазикот, како што многу пати досега сме констатирале, нашето најголемо национално богатство, но исто времено и обележие. Навистина имав задоволство да учествувам во оваа емисија. Задоволството беше моја. Благодарам уште еднаш.